Ако според извештаите во Кочани секојдневно се евидентираат по 20 на новозаболени од COVID-19 или само во последните 8 дена бројката достигна 130 новозаразени, тогаш логично е што капацитетите на здравствените установи во Кочани, Штип и Скопје се под огромен притисок на пациенти и буквално се чека и бара кревет повеќе. Модуларната болница во овдешната здравствена установа, инфективното оделение и другите прилагодени оделенија во двата града со денови се пополнети со тешко заболени, кои користат кислородна подршка и примаат комплексна и интензивна терапија за лекување на подмолната болест. Здравствениот систем во регионот практично е на граница на одржливост, како од капацитети повеќе од соодветен стручен кадар, кој недостасува за пружање квалитетна здравствена услуга, која најчесто живот значи. Гужви се создаваат и пред оделенијата каде се врши компјутерско снимање, односно рентген на внатрешните органи од организмот, како и во лабораториите во кои се вршат анализи на крвта. Проблемот го усложнуваат предвидувањата на здравствените стручњаци дека пикот од третиот бран на пандемијата се очекува до првата декада од април, што значи многу нови заболени од COVID-19. Уште повеќе што процесот на вакцинација, како што стојат работите, ќе оди бавно и во оваа фаза нема значително да влијае на намалувањето на ширењето на заразата. А тоа само по себе го наметнува прашањето: уште колку животи ќе бидат загубени во борбата со коронавирусот, особено ако се знае дека за 18 дена се регистрирани 18 жртви кои починале како последица на ковид компликации.